Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во 10-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Во денешната епизода ќе зборуваме за една тема која што верувам дека многу жени од вас и ја почувствувале на своја кожа можеби или некогаш во даден момент размислувале да тргнат по тој пат. Зборуваме за контрацепцијата како терапија за дадени проблематики и за тоа што всушност предизвикува самата контрацепција кај жените. Значи, ова се работи за кои што верувам дека многу ретко во јавноста се зборуваат и мислам дека секоја една од вас сака да го чуе одговорот, барем од медицинска гледна точка, така што се надеваме дека епизодава ќе ви биде од корист. Доктор Марија, како сте? Добро, Маријана. Одлично. Одлично. Да почнеме. Ајде. Кажете ми, кога една жена ќе дојде кај вас и ќе ви рече дека од кога земам контрацепција, повеќе не сум своја, која е вашата прва реакција и која е вашето прво прашање? Првата реакција можам да кажам дека ми е дазна, најасно ми е и дефинитивно не е нешто што е во твојата глава. Знам дека се чувствуваш како да не си себе си. Кој е првото прашање? Започнувам, нема да е едно прашање, дефинитивно, значи оно што го правиме, започнуваме да прашуваме колку време користи самата жена, значи хормонска терапија, кога започнале самите симптоми, кои се самите симптоми, значи и тргнуваме со комплетна анамнеза. Оно што го знаеме во реалноста е дека самата контрацепција спречува бременост, барем така не учеле. На кој начин се спречува таа бременост? Што прави апчето за контрацепција, односно терапијата, контрацептивната терапија на хормоните на телото, на матката, внатре во организмот на жената? Би рекла дека самата хормонска терапија или самите контрацептивни апчиња, оно што го прават е дефинитивно ја спречуваат самата овулација. Значи тие влијаат не само на ниво на јајници, би рекла, затоа што повеќето можеби ќе си мислат дека самата хормонска терапија е дефинитивно нешто што влијае само на јајниците, но дефинитивно влијае на многу органи во телото, каде што и буквално значи од тип на мозок, од тип на црн дроб, од тип на крвни садови, од тип на репродуктивен систем, каде што имаме значи прекинување на самата овулација. Се разбира, кога немаме овулација, нема како една жена да остане бремена. Апсолутно. Постојат различни типови на контрацептивна терапија. Кои се, значи, типовите да ни ги кажете и да ни кажете нешто повеќе за истите? Нема да навлегувам во дел на марки или во дел на брендови, ајде да речам. Вообичаено имаме или контрацепција која што ќе содржи само прогестерон, или ќе имаме контрацепција која што ќе биде комбинирана и ќе биде комбинација од естроген и од прогестерон. Кога велиме дека самата контрацепција ги збркува, ги гаси хормоните на некаков начин, што точно значи тоа? Самата хормонска терапија не прави комплетно, да кажеме, да воопшто да не се лачат хормони кај една жена. Значи не го прави тоа. Но она што го прави, мозокот добива, кога ќе примаме хормонска терапија, мозокот добива сигнал дека имаме стабилен прием на хормони преку самата хормонска терапија, поради што не испраќа сигнали до самите јајници, како што го прави вообичаено, како што треба да работи на системот или хормонскиот систем на една жена, поради што не испраќа сигнали до самите јајници за да се изведуваат дадени процеси од тип на зрење на фоликули, од тип на овулација, од тип на сите оние флуктации на самите хормони природни, кои што треба да се случуваат во телото на една жена. Туку имаме постојана изложеност на исто ниво на хормони, би го рекла, поради самата контрацепција која што ја взимаме секојдневно, каде што по престанокот доаѓа, доколку таа жена го зима поради дадена проблематика, по престанок, да кажеме, го зима известни денови,
и по престанокот доаѓа до појава на менструација. За ова сакам да дадам многу и на аналогија која што ќе ја приближи, се надевам дека гледачите ќе ја разберат на некаков начин. Вака, кога ќе земете хормонска терапија, вашето тело, сметајте си, обично ќе биде комбинирана хормонска терапија заедно од естроген и прогестерон. Каде што вашето тело, поради високото ниво на прогестерон, кога имаме високо ниво на прогестерон? Кога сме бремени. И тогаш немаме циклус, така? Апсолутно. Така. Поради што мозокот си мисли, имам високо ниво на прогестерон, значи може си мисли помислете си како да си мисли дека е бремено. И што се случува? Ја примате контрацепцијата, ја прекинувате контрацепцијата, наеднаш прогестеронот паја, кое што вообичаено кај природен циклус се случува доколку не дојде до имплантација, да кажеме, пошто доаѓа менструација. Паѓа самиот прогестерон и вам ви доаѓа циклус. Значи тоа е вештачка. Добро утро. Вештачки циклус. За сите оние кои што не се најасно дека самата контрацепција предизвикува вештачки индуциран циклус, а не природен циклус, затоа што знаеш што, Маријана, ќе дојдат многу пациентки кои што ти барем знаеш, ќе кажат. Додека бев напчиње, имав редовен циклус. Ми го регулира хормонската терапија ми го изрегулира циклусот. Без воопшто да бидат најасно дека всушност тие добивале цело време вештачки индуцирана менструација, ајде да кажем. Тогаш можеме тука да ставиме и како нешто што е многу една важна забелешка, ќе ја речеме, дека всушност испитувањето, она што постојано го зборуваме, испитувањето на трети ден односно правење на хормонски статус на трети ден од циклус, ако во случај имаме нередовен циклус, тогаш не треба да предизвикаме вештачки циклус да ни дојде, за да мора да испитаме на трети ден. Ова е стандардното нешто што го прават кај нас во Македонија. Значи, се дава хормонска терапија со цел да биде предизвикан циклус, со цел да бидат измерени самите хормони. Без да се земе по предвид дека истото нешто може да даде дури погрешна слика за самите хормони на самата жена. Во овој случај, значи доколку една жена нема циклус, оно што го препорачуваме е да биде измерено или да бидат испитани сите хормони кој и да е ден од самиот менструален циклус. Ние горе-долу ќе знаеме, значи според вредностите на дадени хормони, ќе знаеме горе-долу каде сме во самата фаза, но ќе добиеме многу поточна и многу попрецизна слика за тоа што навистина се случува кај таа жена со низините хормони. Јасно. Постои ли терапија, контрацептивна терапија, која што е неутрална за телото? Постои ли такво нешто? Не. Или секоја терапија едноставно си носи некаков ефект? Зошто даваат терапијата, значи? Нели ја даваат за да има некаков ефект? Да има редовни менструални циклуси, да прекине крварење обилно. Сами доколку имаме болни менструални циклуси, ја даваме за болни менструални циклуси, доколку имаме обилно крварење да престане самото крварење и така натаму. Значи, што има даден ефект, како може да биде неутрално? Значи имаме ефект. Тука исто така, освен контрацептивните таблети, значи се користат и спиралите во нашата земја. Дали оваа метода е иста, односно го има истиот ефект на телото, врз телото, како и контрацептивните таблети? Во однос на самите спирали би рекла дека нивното влијание е сепак во споредба со останатите контрацепции е сепак повеќе локално, но може да има и системски ефект. Ајде да кажам, ако треба да ги формулирам како две зла, подоброто зло е самата спирала. Значи, ако сте ставени пред свршен чин, ако сум ставена, да треба да изберете со нож под врат, тогаш да. Значи, ја изберете спиралата. Само во тој случај. Кажете ми, како контрацептивната таблета влијае врз мозокот и дали постојат истражувања кои што покажуваат дека всушност има влијание? Освен што го спомнавте нели претходно дека се даваат сигнали, мозокот праќа сигнали. Покрај тоа, надвор од целата оваа биологија, физиологија, она што го покажуваат
научните истражувања е дека имаме и структурни и функционални промени на мозокот кај жените кои што примаат хормонска терапија. Што значи ова? Значи имаме промена структурни. Значи, кога зборуваме за структурни промени, зборуваме за промена на волумен, за промена на дебелина, значи на одредени делови на мозокот, од тип на амигдала, од тип на префронтален кортекс, нешто што се нарекува, или некои други делови, нека да не се изразуваме толку медицински, но делови од мозокот кои што учествуваат и се одговорни за тоа, за дадени емоции, значи какви се нашите емоции, за тоа колку ќе имаме ние самоконтрола, за тоа колку сме го приемаме самиот стрес, значи или колку сме стресирани, така да дефинитивно овие се функционалните, каде што колку сме анксиозни, какво е нашето расположение. Значи, дефинитивно постојат многу научни истражувања кои што ја покажуваат оваа врска, дека влијаат и на структурно ниво и на она што го велиме функционално ниво, каде што имаме промена, значи и на дадени симптоми предизвикани, значи од тип на и на анксиозност, и на депресија, и на проблеми со сон, и не, многу други симптоми. Да прочепкаме малку тогаш во симптомите. Ајде. Имаме работи за кои што реално кога се даваат веќе тие контрацептивни таблети, значи таа хормонска терапија, работи за кои што никој нема да седни и ете јасно. Честни исклучоци. Нема да седни да каже јасно, значи кои се предизвиците со кои што една жена треба да се бори во моментот кога ќе почне со контрацепција. Тука, например, ќе го ставиме либидото како проблем. Значи, зошто контрацепцијата го намалува либидото? Предизвикува буквално да исчезне либидото кај една жена, што е реално, например, проблем. Ако таа жена е во некој партнерски однос, тоа би било проблем. Се разбира. Значи, она што го прави хормонската терапија е си постои, се разбира, механизам. Значи, го зголемува нивото на секс вразувачкиот глобулин. Ова е еден вид на протеин кој што е одговорен да го фати голем дел од вкупното количество на тестостерон кој што се наоѓа кај една жена. Колку повисок е нивото на секс вразувачкиот глобулин, толку повеќе ќе земе од тестостеронот и ќе остане многу помала количина на тестостерон кај самата жена, кое што ќе резултира со намалено либидо. Што значи дека таа жена има намалено ниво на тестостерон, а тестостеронот, значи ниското ниво на тестостерон не е директно поврзан, еден од симптомите на нискиот тестостерон, независно дали станува збор за маж или за жена, е дефинитивно намалено либидо. Значи, треба да го имаме во доволна степен за да ете. Не сакаме премногу тестостерон, но секако меѓутоа, сакаме доволна количина на тестостерон. За да тече нормално таа некоја си сексуална желба, тоа либидо да си функционира како што треба. треба. Што можам да кажам како исклучок или како дисклаймер да ставам на целото ова нешто? Значи, доколку во целиот тој процес, додека самата жена прима хормонска терапија, да кажеме, можеби е 5 години. И во 5 години таа е во некаква врска каде што има тотално намалено либидо, кое што ќе резултира со дадени проблеми во самата врска поради низиното намалено либидо. Може да се случи ова многу често среќавано нешто. Да. Значи, самите партнери почнуваат, се разбира, значи реакција, да даваат реакција поради намаленото либидо на нивната партнерка. Доколку самата жена има проблеми кои што ја предизвикуваат хормонската терапија од типот на анксиозност, на расположение. Значи, овде би рекла дека имаме малку по мултифакторен процес кој што се одвива, каде што не е само, значи, хормонската терапија. Туку имаме однос со самиот партнер, значи имаме како се чувствува самата жена, значи имаме повеќе фактори на кои што треба да се поработи. Веќе ова е психолошко ниво на кој што треба да се чепне. Во однос на спомнавте расположение и анксиозност, дали самата контрацепција може да предизвика депресија или анксиозност? Тоа е докажано? Докажано е дека кај дел од жените, значи вака ќе се изразам, кај дел од жените, не кај сите жени кои што земаат контрацепција ќе делува самата контрацепција исто. Но кај дел од жените дефинитивно може да доведе
и до појава на до промени на самото расположение, и до појава на депресија, и до појава на анксиозност. Дали постои тип на контрацепција која што е поврзан со поголем ризик за промени во расположението? Оно што можам да го кажам, макар што, значи, колку и затоа што имаме нови генерации, ајде да кажеме, понови генерации на хормонска терапија, оно што е докажано е дека постарите генерации на хормонска терапија резултираат со поголеми нуспојави. Така да, доколку жената е ставена на многу постари, да кажеме, типови на хормонска терапија, тогаш да, нуспојавите се поизразени. Тоа е тоа што го знаеме, значи, и што го кажува самата наука. Нешто што исто така ме интересира во однос на самата контрацепција. Дали самата хормонска терапија ги троши, односно предизвикува дефицити во нашето тело? Дефицити на витамините, на минералите? Дали влијае контрацепцијата на тие работи? Многу влијае, само што никој не седнал да ја чепне темава, Маријана. Значи, ова е една од запоставените работи, и ова не станува само збор за хормонска терапија, знаеш? Ова е за голем број дел на лекови кои што предизвикуваат дадени дефицити на нутриенти, но за жал никогаш не се адресираат. Што прави хормонската терапија? Прави дефицити, главно на Б витамини, особено на B9, B6, B12. Прави дефицити на магнезиум, на цинк и на селен. И што се случува, знаеш, вообичаено? Ќе пројави симптоми на дефицити, веројатно. Покрај сите симптоми што ќе ги пројави на дефицити, вообичаено, доколку тоа е жена, да кажеме, земам како пример, затоа што кај нас во Македонија најчесто припишувана хормонска терапија на жени со полицистични јајници, поради нередовни менструални циклуси. На секундата на кој што, значи таа прима хормонска терапија, може да има редовен менструален циклус, може и самата хормонска терапија може да и предизвикува симптоми, може да не и предизвикува симптоми. Но по престанок на истата, да кажеме дека затоа што да се разбереме, значи хормонската терапија не ги средува хормоните и не предизвикува таа жена да има овулација. Ако тоа е жена со полицистични јајници која што нема овулација, по прекин на самата хормонска терапија повторно нема да има овулација. На згора од се, ќе биде дефицитарна на голем број нутриенти кои што се основни за создавање на самата бременост. Дополнителен проблем, каде што воопшто не е начинот на решавање или на пристап кој што треба да биде применет според мене, јас ќе кажам според мене, кога станува збор, особено, ајде во овој случај за полицистични јајници или за регулација на самиот менструален циклус. Верувам дека тука, значи, може да се стават и мигренозните болки како некоја честа нуспојава, што се јавува тука. Ако жена која што се соочува со мигрена зема контрацепција, дали самата контрацепција влошува таа мигрена или е директна контраиндикација? Нека да ги разграничим малку работите за самите гледачи да не се збунат. Значи, самата хормонска терапија може да доведе до појава на главоболки и на мигрени. Ова е едната работа како симптоматика. Но, доколку пред да започне со хормонска терапија, самата жена се соочува со мигрена, особено со мигрена со аура, каде што ја чувствува дека ќе добие напад на мигрена. Давањето на хормонска терапија е контраиндикаторна. Зошто? Затоа што самата жена, која што пати со мигрена со аура, секако има зголемен ризик од појава на мозочен удар, каде што дополнително, каде што ќе додадеме хормонска терапија која што содржи естроген, имаме уште поголемо зголемување на ризикот од појава на овој мозочен удар. Значи е работа што треба да се земе предвид. Е работа каде што секој пред да препише на некоја пациентка хормонска терапија, треба да го постави ова прашање. Сега, друго нешто што прочитав е дека
Самата контрацепција влијае на изборот на партнер. Дали ова е научно докажано? Односно, едноставно контрацепцијата да не тера кон даден тип на мажи. Овлеле, кај ги читаш работиме, не знам, но... Каде ги читам, ги читам. Ги читаш. Ме интересираат. Многу читаш, Марија. Па да. Но, ајде Замислете, ајде едно сценарио да дадам. Давај. Замислете, јас на хормонска терапија и да сум избрала погрешен партнер што не ми одговара во животот, а на хормонска терапија сум била, на контрацепција, значи и сум мислела дека ми одговара. По прекинувањето, уствари гледам дека не ми одговара партнерот. Постои ли такво нешто? Не. Затоа ми интересира. Што е докажано? Значи, постојат научни истражувања кои што покажуваат дека жени кои што користат хормонска терапија можат да имаат различна преференција кон дадени мажи или кон спротивниот пол, различна преференција отколку доколку не се поставени на хормонска терапија. Но, пак ќе кажам, хормонското апче или хормонската терапија не може да направи вие или ти да направиш конечен избор на твојот партнер. Да, има известна улога во одредени гени на имунитетот. Сега нека да не одиме многу во медицината, со многу медицински термини, но постојат научни истражувања кои што покажуваат дека играе дел во преференцијата кон спротивниот пол. А демек како сум на контрацептивна терапија и тогаш може да ми се свијаат мажи со брада, а кога не сум на контрацептивна терапија, ќе ми се свијаат мажи без брада, така? Во тој стил или нештото? Се видам да разберам. Не можам точно, во мал дел ќе влијае. Може, како да кажам, ајде нека да биде вака. Значи, типичен пример. Пасивно агресивни, нормално. може тогаш повеќе да ти се свиѓа, да кажеме, може бе, значи сега не можам, се уште нема толку многу научни истражувања каде што ќе кажам точно кои преференции се менуваат. Значи дали во однос на физички изглед, не. Повеќе се индикациите на научните истражувања кон самите миризби, значи кон самата миризба, да, затоа што ние сме сепак луѓето, значи, делуваат на дадени мириси и на дадени химикалии, значи, кои што се случуваат и значи, самата хормонска терапија го прави точно тоа, значи, ја прави хемијата и дадени мириси многу поразлични кај една жена. И една жена, ајде вака да те прашам, нека да те прашам. Ајде. Дали на почетокот на твојата врска, на човекот што го сакаш, си обожавала да ја мирисаш неговата блуза или неговата мајца? Јас генерално сум обседната со мириси, значи што ми се случува? Ми се случува да сакам да мирисам, дали ќе биде блуза, тамо ми се допаѓа оној природен мирис, не сакам парфем или нешто слично. Не, точно тоа е, ама мирисот на партнерот. Да. Од блузата или од кошулата што ја носи. Да. Значи овде точно тоа е. Точно овој момент за кој што зборувам, затоа што да се разбереме, значи еден маж ќе мириса различно, друг маж ќе мириса различно и така натаму. Да. Овде настина настапува хормонската терапија каде што може да даде значи различна преференција кон дадени миризби на спротивниот пол. Значи да не се совпаѓаат тука, да не ми се свиѓа, уствари да ми се свиѓа тогаш. Не, но дефинитивно нема да изиграе комплетна. Да. Значи да се разбереме. Не. Кога станува збор за избор на партнер, Малку шега во однос на тоа прашање ми беше дека го прочитав како истражување, дека постојат истражувања дека влијае. Сега не ми беше јасно од кој аспект. Затоа го прашав нештото. Добро, поминавме кон тоа, значи што се случува кога се користи таа терапија. Ајде малце да ги разгледаме работите што во моментот кога ќе се прекине терапијата, односно хормонската терапија. Откако ќе се прекине, колку долго телото се буди, односно се враќа на старо,
Колка временски период е потребен за да се постигне повторно некоја си рамнотежа или тешко доаѓа до тоа? Би рекла дека е строго индивидуално, зависи од тоа зошто е дадена самата хормонска терапија кај самата жена, затоа што да се разбереме, може да биде дадена за нередовни менструални циклуси, може да биде дадена кај жена која што имаме сосема редовни менструални циклуси со овулација поради болни менструални циклуси и може да биде дадена поради, да кажеме, контрацепција затоа што не сака да остане бремена и се е нормално. И сега, значи, кај трите случаи имаме сосема различно нешто. Вообичаено, она што кај оние, кај кои што имаме редовна овулација, редовен менструален циклус, вообичаено нема да направи толку многу голем проблем и вообичаено за рокот за краток временски период, вообичаено, не кај сите, но вообичаено ќе имаме враќање на Хормонски баланс. Не би рекла хормонски баланс, затоа што болната менструација како прво не е хормонски баланс. Туку е дефинитивно Друга проблематика. Друга проблематика која што укажува на хормонски дисбаланс. Да. Така да, но дефинитивно кај овие жени ќе дојде повторно до нормални овулации, можеби менструации. Но кај жена со полицистични јајници, со нередовни циклуси, со отсуство на овулација, попреки на самата хормонска терапија, може само да дојде до уште поголемо влошување на самите циклуси, може пред употребата на хормонска терапија доколку и доаѓало, како пример го давам, доколку и доаѓало на 3 месеци, по хормонската терапија за да започне да доаѓа на 6-7 месеци, дури година и така натаму. Моje прашање, имаш користена хормонска терапија? Да. Колку време? 5 години. За нередовни циклуси. На колку време ти доаѓа пред употребата на хормонска терапија? Па од прилика некаде на месец и пол. После тие 5 години кога ја прекина самата терапија, после колку време ти дојде менструација? Година и 2 месеци немав циклус. Виде? Еурека. Виде? Со мигрени, меѓутоа да заборави да напоменам, со мигрени во текот на сите тие 5 години додека бев на хормонска терапија. Дали воопшто некој ги зема во предвид твоите мигрени? Ми беше речено тогаш, Маријана, нередовни циклуси, се окей, се средува тоа, ќе си почнеш со хормонска терапија, со контрацептиви, ќе си ги пиеш. И ќе се реши проблемот. Да, ќе се реши проблемот, кога ќе ти биде супер, ќе имаш циклус, ќе ти доаѓа. И? Беше супер? Не. Не, па колку? 12 килограми плюс, постојано подуена, без разлика на тоа што ми доаѓаше циклус, не се чувствував удобно, не е она олеснување да ми дојде па да ми биде се окей, страшен ПМС, промене на расположение, во 5 минути ќе променам, не знам, сите 4 годишни времиња ќе ги... Ете тие. Симптоматиката, симптоматиката кај 90% од жените на хормонска терапија. Ја знам, меѓутоа додека ја спремав на пример епизодата, прашањето додека ги спремав, буквално си велам ќе поставам за мигрена прашање, дали мигрената е сврзана со тоа. Тогаш дури се свестив дека јас таа мигрена сум ја имала како резултат на таа хормонска терапија, заради тоа што јас на пример сега можеби некогаш имам мигренозна болка, меѓутоа можеби само силна главоболка. Не можам, за разлика на пример од тога што бев на номигрен, значи земав терапија за таа мигрена. А била предизвикана од нешто друго. Ќе треба да се дискутира за мене една епизода патешествие. Сакам да ставам еден дисклаймер. Ајде. Спомнавте дека нели ненормални циклуси, ПМС, болки, едно друго. Пред некој ден ни пиша една пациентка на социјалните мрежи, тогаш кога објавивме за естрогенската доминација. За тоа дали имаат, стававме прашање да одговараат дали имаат проблеми со циклусот, болни гради, колку време пред менструација не се чувствуваат своји. И буквално пациентката пораката и беше, одговорив на сите со првото
И постојано мислам до ден денес дека јас не сум окей штом немам ПМС, штом немам болки во градите, штом не се чувствувам, не знам, лошо 7 дена пред менструација, некогаш 14 дена пред менструација, мислев дека постојано е во мене проблемот. Единствен проблем ми е тоа што ми доаѓа на 30 до 35 дена. ти што и рече? Велам, ти си супер. Одлична си. Не ни треба да биде така. Точно така треба да биде. Буквално, значи немаш причина. Зборот ми е колку е општеството. обратно. Колку општеството ги колку нормализира. општеството ги нормализира овие работи. Дури мене ми е чудно ми е. Мене, например, ми било чудно кога ќе ми дојде, например, менструација без никаков симптом. Буквално, вау, дошло. Супер, екстра. Каде се болните гради, каде е, не знам, болки во стомакот. Имав претходно исто така и болки во грбот, во крстот. Значи, со сите можни симптоми, уште да легнам болна 3 дена, да не станам од кревет. Додека сум била на хормонска терапија. Ми беше муабетот. Значи, со страшни симптоми бев. За разлика од тебе, сега излегуваме може малку од темата, но нека ти ја кажа твојата приказка. Нека да ја кажам јас мојата приказка. Значи, имав 14 дневни циклуси, кои што беа ненормално обилни. Значи, од како ја добив, можам да кажам, 1 година од како го добив првиот менструален циклус. Значи, станаа толку обилни, каде што времетраењето им беше 14 дена. Обилни, каде што зборуваме за обилни, збориме за крвави чаршави. Значи, буквално, чаршавите беа крвави, затоа што не можеше да издржи една влошка да се разбереме во текот на ноќта. Каде што, страшно болни, каде што не можев да функционирам во првите 2 дена. И, оно што ми беше предложено, беше или хормонска терапија, или кетонал. Едно од овие две. Јас го избрав кетоналот, 15 години на кетонал, каде што се разбира, значи единствено кое што со кетоналот што се реши, можев да функционирам првите 2 дена. Кое што на крајот резултираше со чир на 12 палечно црево, пукнат чир на 12 палечно црево, нешто што се нарекува мелена или црна столица, поради самото крварење, и да не ти ги кажувам приказката натаму. Тоа сакав да прашам, што сте направиле на дигестивниот систем вие? Има, според докторите... Ништо. Според докторите беше сосема нормално, затоа што мојата мајка се соочувала со обилни менструални циклуси. Да. Да, и дека треба да се изберам или тоа, и дека сосема нормална појава да бидат да имам... Штом така рекле, тогаш така е. Така Јас би останала на тоа. Штом така велат, така нека биде. Кажете ми, после запирањето, многу жени добиваат симптоми од типот на, како што кажавте, недоаѓање на циклус. Односно да им дојде после 6 месеци, нередовен да стане, или нешто слично. Добиваат влакнетост, добиваат акни по лицето, добиваат опаѓање на коса. Дали тоа е нормален дел од процесот после прекинување на самата контрацепција или е знак дека нешто друго не е во ред? Не, значи просто самата хормонска терапија само го маскира, додека може да доведе до редовни менструални циклуси, намалување на болните менструации, да ќе ве предпази од бременост, но доколку го користите, главно кај нас во Македонија, да се разбереме, во 90% од случаевите се дава кај жените кои што имаат нередовни менструални циклуси. Значи, кога ќе престанат, оно што јас го гледам во мојата практика, барем од жените со кои што работам, сите симптоми кои што претходно се ги имале, секогаш се враќаат барем со дупло посилни, доколку имале акни претходно, и поради тоа им била дадена хормонска терапија. Самите акни стануваат уште поизразени. Доколку имале влакнетост, уште поизразена влакнетост. Доколку имале нередовни менструални циклуси, уште подолго увеличување на растојанието од еден до друг циклус. Значи, ова е стандард слика која што ја гледам буквално секој ден со моите пациентки. Сега, сакам исто така да прашам и во однос на синдромот на полицистични јајници.
дали самата контрацепција може да предизвика добивање на синдромот, значи отклучување на самиот синдром, нели зборувавме дека гените си ги носиме, епигенетиката е таа што се отвора. Дали можеме да кажеме дека може да предизвика отклучување или едноставно да го влоши самиот проблем? Да го влоши може, меѓутоа дали може да предизвика отклучување? Сама по себе мислам дека сама по себе нема да предизвика и покрај тоа што имаме еден синдром постпил PCOS, познат како после користење на хормонска терапија, само по себе нема да го отклучи, значи да ги отклучи самите полицистични јајници. Ќе има задолжително повеќе фактори кои што ќе влијаат на ова нешто, или поскоро таа жена може би да се соочува со полицистични јајници, но не секоја жена со полицистични јајници има нередовни циклуси. Поради тоа што ќе има редовни циклуси, таа жена воопшто нема да има испитан хормонски статус. Може да ги има, да се разбереме, останатите два критериуми, затоа што е потребно да исполнуваш два критериуми од 3, за да имаш нешто што се вели полицистични јајници, значи да ги диагностицираме, каде што не мора, пак може да имаме редовни менструални циклуси. Но можеме да имаме отсуство на овулација и можеме да имаме присуство на самото ехо, да кажеме, на полицистична морфологија. Под формата на бисери, подредени, значи, неузреани фоликули. Доколку ги имаме овие две, значи, во овој случај, самата пациентка може поради болни менструални циклуси да ја биде дадена хормонската терапија. И воопшто, и откако ќе заврши со хормонската терапија, да дојде до звракување на сите тие хормони и овде да дојде до оно што го велиме значи, до потполна излегување на површина на самите полицистични јајници. Да. И тогаш дури да биде откриен. А самата жена да го имала веќе. Поскоро ќе биде ова сценарио. Ова сценарио. Јасно. А што се случува, например, ако во случај земеме паралелно со хормонската терапија и да суплементираме? Дали ова би го, не знам, би го смалило дејството, односно нуспојавите кои што ќе ги почувствуваме после хормонската терапија и ќе ни помогне во процесот на враќање повторно кон себе си, или нема да има некаков ефект? Како што споменав, води до голем број на дефицити. И доколку вие суплементирате, дека значи ќе успеете да ги надоместите самите дефицити и на некаков начин ќе успеете да си помогнете. Да, како помошно средство, дефинитивно суплементацијата ќе ви помогне, но како да кажам, Маријана, зошто таа хормонска терапија, кога постојат такви начини на денешно време да дојде до регулација и на менструален циклус, и на решавање на болни менструални циклуси, и на решавање на секакви хормонски проблеми без да биде употребувана хормонска терапија. Јас просто не знам. Значи, знаеш како? Земи хормонска терапија и земи суплементи. Двете са ми сосема спротивни работи, но ќе придонесе до тоа да, ако не друго, барем да не бидеш дефицитарна на сите оние дефицити што ги ја прави хормонската терапија. Јасно. Ако веќе користиш хормонска терапија. Според вас, кога контрацептивните таблети се навистина добра и паметна опција? Освен што кажавте дека... Речи си никогаш. Речи си никогаш. Не, значи кога... За кој тип на жени, во кои услови, реално? Сигурно има некое сценарио каде што сцена... е оправдана. Глед, вака би рекол. Значи, за мене, секоја жена си има право да си го живее животот како што сака. Значи, и кој да е на овој свет. Значи, мојот принцип е таков. Значи, секој си го избира животот како да си го живее. И доколку имам жена, кој што јавно изразува дека не сака да остане бремена и сака на максимално да биде заштитена од тоа да не се случи бременост, и сака да користи контрацептивна терапија со цел контрацепција и од заштита од бременост, во тој случај на таа жена ќе ја дозволи. Со тоа што, значи, дефинитивно ќе ја укажам на тоа што прави хормонската терапија,
Значи, кои се бенефитите и кои се ризиците од самата хормонска терапија? Каде што бенефити, ако ме прашуваш мене, бенефити може да биде намалување на симптоматиката кај дадени жени, ајде да речем на кој што се дава. Во кој случај, хормонската терапија е директна контраиндикација? Жена која што има, доколку се сеќаваш пред малку зборувавме, мигрена со аура. Да. Жена која што е пушач, жена која што има генетска предиспозиција за тромбоза, жена која што има висок крвен притисок, особено нерегулиран крвен притисок, жена пушач над 35 години, контраиндикација. Значи, тотална контраиндикација за припишување на хормонска терапија. Тоа значи дека ваквите профили на жени не треба да... Не е препорачливо да подлегнат Не е препорачливо, тотално контраиндикаторно. Јасно. Кажете ми, доаѓа жена кај вас. Хајде да дојде да ја видиме. Да, доаѓа жена кај вас, ви кажува дека зема апче некаде околу 10 години, ќе кажете дека тоа е предолго или што ќе ви биде вашето прашање? Освен што реакцијата ќе ви биде Леле не. И таа ќе ми каже, знам. Затоа што веќе после 10 години употреба на хормонска терапија, реално самите стануваат свесни. Да. Што се случува со, го спомнавме претходно, значи со либидото, дали откако ќе прекинеме хормонската терапија, тоа либидо ќе се врати, дали ќе се врати например во ист интензитет како што бил пред хормонската терапија? Може не веднаш, но кај голем дел од жените да. Значи ќе имаме враќање на самото либидо, доколку хормонската терапија е била причина за намалување на самото либидо, ќе кажам. Да. Значи доколку немаме други фактори, зборувавме, значи самата врска помеѓу самите партнери и така натаму, значи заради хормонската терапија во поголем дел од случаевите можеби ќе одземе известен временски период, но вообичаено да, ќе имаме враќање на самото либидо. Сега сакам да ми дадете директен одговор. Кога не сум дала директен одговор? Најдиректен сега, значи кратко, јасно, ако сакате ќе се дообјасните. Ми интересира дали хормонската терапија предизвикува рак. Морам да се дообјаснам, значи. Слободно? Да. На кој начин? Кој е механизмот тука? Особено комбинираната. Што значи? Естроген и прогестерон. Кој што содржи хормонска терапија, го зголемува ризикот од појава. Не е единствен фактор дефинитивно, но го зголемува ризикот од појава на рак на дојка, одредени, значи карциноми, да кажеме од типот на грловна матка, но нека да ти кажем една позитивна работа. Што го зголемува ризикот од овие работи? Го намалува ризикот од карцином на колоректален карцином. Го знаеш тоа? Не сум прочитала доволно. Ете, да ти кажам. Така да пресмети, направи си ја сметката. Може да користиш, ќе се спасиш од колоректален карцином. Ама ќе добијам каков? Тоа не можам да гарантирам. Не е гаранција, пак ќе кажам. Значи, не е единствен фактор. Ме интересира дали влијае. Што, например, ако жена дојде со не знам, со естрогенска доминација? Влијае, и сум имала случаи каде што жени. И во овој случај, знаеш како ќе кажам? Жени кои што биле на хормонска терапија за инвитро. Ајде, тука вака ќе ги ставам. Жени кои што биле на хормонска терапија за инвитро, кои што потоа не биле успешни, останале без потомство или посвоиле дете, каде што жената добива, значи, карцином на дојка. Или жената е поставена на хормонска терапија, но зборуваме, тука не е единствен фактор, но исто едновремено има и други проблематики. Има и автоимуно заболување, има и висок стрес во својот живот. Кортизол, да. Значи, ова прави прекрасна, би рекла, подлога за создавање на самиот карцином.
И а храната нема да зборувам Да, за храната. зборувана е многу пати веќе. Многу пати е зборувана. Да. Самиот начин на исхрана исто така влијае. Затоа кажувам, не како единствен виновник, но играе улога. Ме интересира исто така во однос на бременост. Ако во случај користиме контрацепција за да не останеме бремени и после тоа се одлучиме дека сакаме да се реализираме како мајки, што по прекинувањето на таа контрацепција за колку време можеме да забремениме? Зборуваш дека дали си жена која што не е имала редовни циклуси и не е имала овулација? Не, жена со редовни циклуси, значи се окей, каде се што окей. да. Добро, поради сосема Земам друга. заради за тоа да што не останеш сакам да останам бремена, се одлучувам дека сакам после тоа. Во тој случај, доколку не се соочиш со нешто што се нарекува постпил синдром, значи во тој случај за рок од неколку месеца, значи имаме враќање на хормоните во нормала. Телото е доволно паметно во голем дел од случаевите, за да ги врати самите хормони во нормала и да бидеш способна, значи да се оствариш или пак да забремениш во овој случај. Ова е профилот каде што зборуваме жена со нормален менструален циклус и нормална овулација. Да. Само да нагласам. Го спомнавте постпил синдром? Да. Значи ова е фактички состојбата по прекинувањето, така? Да. Дали ова е медицински термин или се користи интерно вака? Значи, не е официјална медицинска дијагноза, како што имаме дијагнози и официјални медицински дијагнози, но е вистинска слика и нешто што е на вистина се случува, би рекла. И покрај тоа што немаме официјална медицинска дијагноза постпил синдром, но е реалност. Јасно. Што значи дека после прекинувањето на хормонска терапија, кај дел од жените имаме, може да биде комплетно отсуство на менструален циклус, може да биде одложено појава на менструален циклус, може да биде неплодност, може да биде различни дополнителни симптоми од типот на акни. Што ги спомнавме? Акни, млакнетост и сите останати. Доктор Марија, која би била вашата порака за жени кои што се на контрацепција или некогаш размислувале да се стават на контрацепција? Што би им рекле? Дека постои многу попаметен пристап и многу попаметен избор, независно од симптоматиката со која што се соочуваат или од здравствената проблематика со која што се соочуваат. Хормонската терапија не е решение на вашиот здравствен проблем, независно каков и да е. Само ќе го маскира истиот, а нема да ја реши причината за вашиот здравствен проблем. Ќе се согласам со вас. Благодарам многу за убавиот муабет. Исто, Марија. Ова беше 10-та епизода од подкастот. Сакам да ги поздравиме нашите генерални спонзори, тоа се vitamini.mk, извор на клинички, научно докажани суплементи, односно додатоци во исхраната. Со вас се гледаме во следната епизода.